Министерот за надворешни работи Никола Димитров во пресрет на неговата посета на Брисел и Атина во изјава за Financial Times вели дека членството во НАТО би помогнало да се смират состојбите на Балканот и да се намали опасноста од крвопроливање во регионот. Ке ја прашаме Грција како вид на сосед сака, дали сака стабилна, пријателска држава која нуди надеж, демократија и правда. Ако ние бидеме добар сосед на Грција, можеби грчките политички сили ќе сватат дека ни се пружа историска можност, изјавил Димитров. Според весникот, владата во Грција смета дека новата македонска влада е покооперативна од владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и смета дека има надеж за оптимизам дека може да се разреши спорот. Но во исто време Атина предупредува дека нема да и се брза да се постигне било каков договор. Спорот беше отворен пред повеќе од 2 децении и би било избрзано да даваме било какви прогнози, изјавил анонимен представник на грчката влада за Financial Times. Димитров за Financial Times вели дека каков било договор за ново име за Македонија ќе биде ставен на референдум и ќе биде предмет на меѓупартиски договори. Според некои неименувани аналитичари, договорањата на ново име за Македонија може да траат до 1 година. На многу делови од Балканот има луѓе кои сметаат дека има можност да се сменат пост-југословенските договори. Приемот на Македонија во НАТО може да има смирувачки ефект на регионот, изјавил Димитров. Според Financial Times, причината што западните земји станале порешителни во плановите да се прими Македонија во НАТО е што Русија почнала поагресивно да се меша на Балканот, пред се со обидот за државен удар во Црна Гора минатата година.